Да, во пресрет на конференцијата 30 години на Европскиот пат, односите Македонија и Европската Унија и патот напред, фокусот го ставаме на досегашниот тек на евроинтеграциите, научените лекции и предизвиците што предстојат. Со амбасадорот Јован Теговски разговараме за улогата на дипломатијата, значењето на младите во овој процес и за тоа дали постои нов моментум за придвижување на земјата кон Европската Унија. Амбасадоре, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро, благодарам на поканата. Така, за почеток по 30 години на Европскиот пат, каде сме денес и кои се најважните лекции што ги научивме? Добро, би кажал дека 30 години се значаен јубилеј од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу Македонија и Европската Унија и изодевме навистина тежок и долг пат. За жал, во овој момент сме во една статус-кво ситуација што се однесува до нашиот напредок кон отварање, вистинско отварање на преговорите за членување во Европската Унија и оттука би рекол дека лекциите кои што ги научивме се и позитивни, меѓутоа се и болни. Се покажа дека болните компромиси кои што ги направивме не беа доволни да го направиме клучниот исчекор во отварање на преговорите. Од друга страна, мислам дека и покрај сиот вложен труд во спроведувањето на реформите како една од клучните цели на трансформацијата на државата и на незиниот пат кон Европската Унија. И тука во некои сегменти се уште заостануваме, така да болни лекции научивме, некои лекции не ги научивме доволно и мислам дека е крајно време како општество да почнеме да размислуваме на еден друг начин со што ќе го потурнеме овој процес на евроинтеграција. Амбасадоре, да се навратиме на денешната конференција, која ќе биде главната порака од оваа конференција и дали таа може да донесе нова енергија токму во овој евроинтеграцијски процес? Би рекол дека денешната конференција ја организираме со цел прво да ги одбележиме тие два јубилеја, значајни јубилеја во нашите односи со Европската Унија. Како што споменав, првиот е 30 години од воспоставувањето на дипломатските односи. Тоа се случи минатата година, меѓутоа никогаш не е доцна за одбележување. И вториот историски настан е потпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација, кое што токму пред еден месец, пред 25 години се случи во Луксембург. Меѓутоа, нормално не е доволно само да се подсетуваме на минатите настани, историски настани за нашата држава, туку сакавме конференцијава да ја искористиме и да отвориме една подлабока дискусија за тоа каде се наоѓа нашата држава во овој момент во однос на евроинтеграциите и да се обидеме сите заедно и како граѓанско општество, меѓутоа и како институции на државата, да дадеме еден потик на патот на нашата земја кон Европската Унија. Колку геополитичките случувања во Европа влијаат врз перспективите на државата за членство во Европската Унија? Па добро, сите знаеме дека со руската агресија во Украина, односно војната во Украина, се создаде еден нов позитивен геополитички момент во однос на проширувањето. До 2022 година на некој начин самиот процес на проширување како да не беше доволно високо ставен на агендата на Европската Унија и на Европската комисија. Меѓутоа, со почетокот на војната, почна да се размислува на еден поинаков начин во самата Европска Унија и
практички политиката на проширување добија една нова димензија, не само мировен проект, туку и безбедносен проект во дадените геополитички услови, и тоа даде еден потик. Значи, даде еден потик кон самиот процес на проширување, кој што, за жал, заради низа познати причини, ние се уште не сме во можност да го искористиме, и навистина тука сум загрижен како граѓанин на оваа држава, како поранешен дипломат, дека работите во таа насока се движат позитивно за некои наши соседи, некои земји од Западниот Балкан, додека ние тапкаме во место. Пред нашето линковско вклучување ми откривте дека во текот на утрешниот ден ќе имате обука за млади дипломати во собранието. Каква е улогата на младите во процесот на евроинтеграциите и дали тие доволно се вклучени во креирањето на политики? Да. Добро, само една мала исправка. Задутре обуката за млади дипломати од Министерството за надворешни работи и дел од студенти од Универзитетот Американ Коледж на една тема која што не е доволно застапена нити во Министерството, нити во пошироката јавност. Се работи за дипломатик форсайт или стратеджик форсайт, односно предвидување на настаните со изготвување различни сценарии. Тоа како вовед на вашето прашање. Па, мој впечаток е дека младите не се доволно вклучени во процесот на европска интеграција, и токму од тие причини и денешната конференција ја посветуваме на улогата на младите. Од тие причини поканивме неколку млади амбасадори да бидат не пасивни наблюдувачи на конференцијата, туку активни учесници со своји излагања, со своји модерирања, и сакаме да го чуеме нивниот, вашиот глас, бидејќи вие сте исто еден од младите европски амбасадори, да го чуеме вашиот глас како еден вид на политичка порака до сите чинители во ова општество, дека навистина е крајно време да се преземат храбри, можда не популарни чекори, но сепак тој процес да се отвори. Така, и за крај на нашиот разговор, кои реформи се клучни во наредниот период за да се задржи кредибилитетот на европскиот пат, но и да се забрза пристапниот процес? Добро, што се однесува до реформите, мислам дека тука одговорот е многу едноставен, познат е на пошироката јавност. Се работи за реформите во областа на владењето на правото, пред се судството, борбата против организираниот криминал, против корупцијата, департизација на јавната администрација, и акцентот и во самиот преговарачки процес се става токму на овие области, на овие поглавја, и практички преговорите се отвараат со тие поглавја. Така, амбасадоре, ви благодарам за гостувањето во утро во Македонија наутро по повод конференцијата 30 години на европскиот пат, односите Македонија и Европската унија и патот напред. Утрово разговаравме со амбасадорот Јован Теговски. Колеги?